Tragedija во Štip. Познат бизнисмен и локален политичар пронајден мртов. Генерал ќе му го чува грбот на војводата во изборната тројка. Овоштарите во Мисла ќе им подметнат ли годинава лоши препарати. Прскаме 4-5 пати. Звегорци и општина Делчево повторно се разидуваат. Бараат улица, им се нуди сокак. Они сакаат да го изменат проект. Почна изградбата на првата пешачка патека во Штип. Ова е втората фаза која што ќе опаќе шеталиште околу Исарот. Семена трагедија ноќва се случи во куќа во познатата штипска населба Суитлак. Таму утринава е пронајден мртов штипскиот бизнисмен и политичар, 48 годишниот Горан Даскалов. Телото е откриено нешто пред 9 часот утринава, откако Горан не се јавувал на телефонските повици. Со трагедијата прва се соочила ќерката, која отишла да провери зошто татко и овој пат не се јавува. Според првичните податоци, најверојатно се работи за самоубиство, извршено со пиштол, кој бил најден покрај неговото тело. Детали од истрагата не се соопштуваат, а за јавноста е непознато и дали причина е рана во главата или во друг дел на телото. Полицискиот увид траеше неколку часа, но што тој покажал засега е неизвестно и повеќе детали веројатно ќе се соопштат во текот на утрешниот ден. Инаку Даскалов по природа беше исклучително дружелюбива и позитивна личност, а веста за неговата смрт ги изненади сите. Освен со бизнис, Даскалов се занимаваше и со политика. Беше советник во Советот на општината Штип, а до лани и председател на ФК Брегалница. Горан Даскалов го нема повеќе меѓу нас. Ме потреси и мене како долгогодишен соработник и во локалната самоуправа во Советот и како сопартиец. Па имавме една коректна соработка со неговите иницијативи во Советот и секогаш видно расположен, ведар дух и така. Стварно голема штета. Можеме само да изразиме сочувство до семејството на Горан Даскалов, кој што беше председател во еден мандат на фудбалскиот клуб Брегалница и даде свој придонес, се разбира, во водењето на клубот. Сите во Брегалница се изненадени од оваа вест. Телото на Даскалов е дадено на обдукција, која точно треба да утврди која била причината за смртта на штипскиот бизнисмен. Генералот Ангелов ќе му го чува грбот на војводата Георгиевски во изборната тројка. Ваков заклучок се добива откако лидерите на Достоинство и ВМРО Народна преќутно се разбрале за изборната стратегија што предстои. Имено наспроти сите очекувања, Стојанче Ангелов нема да биде носител на листа во изборната единица од каде што потекнува. Причината е што не сака делба на гласовите и директна конкуренција со Љупчо Георгиевски. Поради ова Ангелов ќе ја предводи листата на Достоинство, но најверојатно во изборната единица 1. Во меѓувреме Достоинство и Народна за оваа изборна единица ги формира и партиските штабови. За Народна шеф ќе биде некогашниот министер Љупчо Балковски, а за Достоинство е назначен тандем од Јордан Атанасов и Горан Ангелов. Паралелно изборни штабови за тројката формираат и останатите партии. Вниманието особено е насочено кон најголемите ВМРО, ДПМН и СДСМ. Веќе 10 дена преминавме на штабско работење на општинската организација, формиране целата структура на штабот, пополнети се кадровските решенија на секторите на штабот и со одлука на генералниот секретар, кој што во исто време е шеф на Централниот изборен штаб, назначен сум за шеф на општинскиот изборен штаб. Се уште не е назначен координатор, кој што рековте, на третиот изборен регион. Веќе 2 месеци работиме согласно правилата за околу воведување на избори. Председатели на општинските изборни штабови се председателите на општинските комитети, а се уште немаме одредено координатор за изборна единица тројка. Неколку луѓе кои што потекнуваат од овој дел на државата, односно од изборна единица тројка и кои што во минатото беа како носители се спомнуваат. Останатите денес потврдија дека изборот ќе се случи денес утре или најдоцна до крајот на неделава. Инаку изборната единица 3 има 625 избирачки места и 291.140 гласачи. Изгорени од лошо, овоштарите од регионот се на Мисла и Годинава. На нив сметаат тие, нема кој да им гарантира ефикасни хемиски препарати. Па не се баш како што беа од претходните години, не се сега толку добри, значи. Прскаме 4-5 пати, сигурно. Почесто, ама имат здрави бубалачки и други инсекти.
Освен што парите еднаш ги фрлиле џабе, штетата е двојна. Чекајќи фајде од препаратите се губи време, а инсектите прават штети. Ако еднаш или два пати прскањето не е добро, штетите можат да бидат огромни. Ако не е уред препаратот, фане го пепелница, пламењач. Пепелницата ако го фане, готово се исуши се постепено, исуши се. Овај црво го изеде му зрното, му избуши му зрното и не чини. Значи, унатре од зрното улегне црво. Се скапе, но и да остане здраво, не се јаде, пуно е црв. Ако ова се случува често, тогаш прашањето е како овоштарите годинава да се заштитат. Само во регистрирани објекти, легални објекти, да купуваат производи, да не купуваат на пазар од луѓе кои ветуваат дека се квалитетни, ама се донесени, нели, не знам ти, од Грција, не знам од Бугарија, од Албанија и така натаму, да почитуваат препаратите што ќе им ги дадат стручните лица. Но не секогаш проблемот се неефикасни препарати. Најголемиот дел од применувачите на или корисниците на овие средства ретко внимаваат на напаствијата кои што се закачени или залепени на амбалажата од препаратот и не внимаваат дали соодветниот препарат може да бидете употребен против некоја болест или штетник. Што и да е, потенцијалната штета за овоштарите и годинава може да биде огромна. Имено, во регионот има околу 15.000 хектари овошни и лозови насади. Просечно за хемиско третирање на хектар се потребни по 3 до 4.000 денари, што значи за нив овоштарите ќе треба да платат околу 45 до 60 милиони денари. Колку ќе им се вратат е неизвестно. Токму и затоа главата ги боли уште од сега. Звегорци сакаат улица, а не пешачка патека. Денеска револтирани тие обвинија дека општината го сменила проектот и од предвидена улица сега ќе гради пешачка патека, штитејќи го интересот на нивни сограѓанин кој не сака да сруши дел од оградата, за да може таа 100-метарска улица со лак да се поврзе со меѓународниот пат. Треба да се направи улицата, ако треба да се руши, каде треба да се руши. Ама проблемот не е тука, проблемот доле на излез. Значи излази се на главен пат и мора се да прави проширување. Они сакаат да го изменат проект. Сега се спори работа да се измени проектот, да се направи пешачка патека. Ние пешачка патека не треба нас. На нас не треба улица. Единствен прилаз до нашите куќа од оздолу од патот. И сега ако се прави пешачка патека, ние нема од никаде друг без каде да влеземе. Дел од жителите во интерес на селото веќе ги срушиле оградите кои се на државно земјиште. Значи тука на тројца се рушени, значи на Илчо Миладински се там по Италија, на него без прашање без ништо да доаѓа и му срушија. На Стефан исто, на негови чичање него срушија. Секаде може да се руши, само кај Јовица не смее да се руши, поради тоа е у државно место, има скици, имаме се. До градоначалник нормално, како не да правим да мутави таа работа. Сите конци се у него. Да, треба да си ги преземон тие работи. Какво, не ние да кренеме патувата, се тепаме па милиција да додат. Собственикот на оградата за ТВ Стар не сакаше да даде изјава пред камера, но сепак ни објасни дека неговите соседи не се во право и дека инспекцијските служби немаат право да му ја срушат оградата. Според него спорна е целата улица, бидејќи повеќе куќи и огради се на државно земјиште. За инспекцијските служби во општина Делчево, во чии раце лежи разрешувањето на спорот, овде нема проблем, бидејќи според проектот овде е предвидена пешачка патека, а не улица. Барањето на жителите е едно, проектот е нешто друго. А се додека простор за да се направи оваа 3,5 метарска улица пешачка не е завозила, не е коловозна, нема проблеми, остан еден мал дел таму негде кој 10 метри кај еден собственик, сограѓање од Звегор, кој се слага да тој дел го отстрани. Жителите сепак остануваат на тврдењето дека проектот е за улица со соодветен лак од двете страни и нема да дозволат некој да ги манипулира. Доколку не се изгради улицата, ќе преземат радикални мерки и нема да дозволат ниту да се изгради пешачката патека. Почне изградбата на првата пешачка патека по Дисарот. Патеката ќе биде долга 1500 метри и широка 3 метри, а незината изградба ќе чини 800.000 денари. Ќе бидат поставени клупи, ќе бидат поставени жардинјери со цвеќе, ќе бидат поставени исто така и фонтани за вода и улично осветлување кое што ќе биде заокружено во текот на оваа година, се надева. Со ова градот се подготвува за празникот Четрсе и дочек на делегацијата од УНЕСКО. Луѓето кои што ќе го посетуваат Штип во контекст на
на сите 40 маченици од страна на УНЕСКО, треба да видат дека општина Штип ова го работи и сериозно е посветена на уредувањето на целокупниот простор. Овие активности се дел од поголемиот проект на локалната самоуправа, кој се однесува на уредувањето на коритото покрај Брегалница по камениот мост. Ова е втората фаза која што ќе опфаќа шеталиште околу Исарот, а подоцна во трета фаза ќе се поврзи делот од пешачката патека кај камениот мост со овој дел и финалето ќе биде зад Исарот се до бањата Кежовица, каде што ќе следи продолжување на пешачката патека со сето хортикултурно уредување, поставување на клупи, канделабри и останати содржини. Ова се плановите на општината, но што за целата работа мислат граѓаните? Мислам дека има потреба да се направи и добра идејата. Секој дека во текот на летото ќе биде повеќе користена таа патека. Све што се направи е убаво, нели? Плюс има кај да се помине, се малку оттргне од понастрана од патот, автомобили. Инаку, пред да се почне со изградбата беше расчистен теренот околу Стара Кланица, кој до лани служеше како живеалиште на десетина ромски семејства. Спортската сала во Виница од денеска именувана по капетанот Кирчо Димитриов. Промената на името е одлука на Советот на општина Виница, а има за цел да го овековечи споменот за нивниот прерано загинат сограѓанин, кој животот го загуби во конфликтот во 2001-та. Капетанот Кирчо Димитриов загина тогаш кога можеби Македонија го преживуваше најтешките моменти од својата понова историја. Тогаш кога можеби на неговата татковина Република Македонија и беа најпотребни бранители со срце. Со неговата смрт Македонија изгуби војник, офицер, но доби вечен граѓанин за пример. Именувањето на салата е одлука која најмногу му значи на семејството. Ова е голема чест за нас и за нашето семејство, што ваков спомен, ова ќе биде вечно. Се надевам, нема воопшто да се промени. Сепак, поводот повторно ги разбуди старите спомени и на површина ја извади мајчинската болка. Многу тажно. Како мајка. Нема што да кажам. Инаку, капетан Кирчо Димитриов загина на денешен ден 2001 година на местото викано Рамно, близу Танушевци. Во моментот на несреќата бил на должност заменик командир на 3-та моторизирана бригада. Република Македонија бележи пораст на обемот на надворешно-трговската размена во првиот месец од годината во однос на истиот месец лани. Вкупниот обем на трговската размена во јануари достигнал 825 милиони долари. При тоа, извозот е 318,5 милиони долари, а вредноста на увозот достигнала 506,5 милиони долари. Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија. Од денес до 27 април државните функционери нема да можат јавно да ги промовираат владините проекти. Тоа значи дека владата не смее да исплаќа субвенции, освен редовните месечни исплати. Не смее да одржува јавни настапи при почнување изградба или пуштање во употреба на објекти, финансирани од буџетот, од јавни фондови или од пари на јавни претпријатија. Под оваа забрана не припаѓаат давање на јавни изјави на митинг, интервјуа и дебати на медиуми или одговор на новинарски прашања. Организацијата на жени од Пехчево се приклучува на хуманитарната акција што ја организираат нивните соработнички од Битола, Запад за Исток. Во соработка со општина Пехчево, тие подготвија просторија каде ќе биде примена и селектирана помошта, а ги повикуваат и жените од регионот да се вклучат во хуманитарната акција. Многу позитивна е акцијата на организацијата на жени од Битола, со која што сакаат на некој начин да им го леснат животот на семејствата, на жените кои што се во источниот регион, да ги повикам жените од општина Пехчево, доколку истите се во можност да дадат свој придонес или барем да ни помогнат во распределбата и доделувањето на помошта на оние на кои што им е потребно. Утре во Штипско без струја од 9 до 11 часот ќе остане селото Цирнилиште, а од 11 до 13 часот без струја ќе биде селото Амзабегово. Во Кочани без електрично напојување од 9:30 до 15:30 часот ќе биде дел од населбата Усова Чешма, делови од улиците Ване Градовијански и Крумбранински и селата Небојани, Полаки и Крушка. Од 11 до 16:30 часот пак без струја ќе биде дел од населбата Оризари. Во Пехчево без струја ќе бидат делови од улиците Борис Кидрич, Симо Андоновски и Киро Медарски во периодот од 9:30 до 10:30 часот. Делчевските села Цера и Главовица ќе немаат струја од 9:30 до 15 часот, а во Делчево од 10 до 14 часот без струја ќе биде дел од улицата Острец.
У градо многу работи не штима, затоа што е сега у последно време е многу јака криза. Сиромасите, особено социјалците, многу мизерно живеат. Па нема вработување, слабо вработувањето и животот у града затвори многу фирми. Иначе јас сум стечаен работник и жена ми е стечаен работник. Француската компанија Citizen Sciences на сајмот за мобилни технологии во Барселона го представи овој револуционерен производ изработен од ткаенина, наречена Smart Sensing. Оваа ткаенина содржи микросензори кои можат да испраќаат информации преку специјален сензор, кој пак ќе стигнат на вашиот смартфон. Маицата е наменета пред се за спортисти. Преку неа на телефон може да се следи напредокот на тренингот, рутите кои се поминати, поминатото време, срцевиот пулс и потрошените калории. Во моментот компанијата работи на развој на нови сензори кои ќе ги бележат телесните промени на температурата, дишењето и потењето. Маицата ќе може да се пере и да се пегла, а ќе чини околу 35% повеќе од обичните маици. Се очекува во септември веќе да се најде во продажба низ Европа. Утре православните христијани се испоменуваат за Свети Лав, епископ Катански, а припадниците на католичката вероисповед за Еузебие.